Јавните предпријатија во регионот ги живеат најтешките денови и веќе не се гаранција за добри, сигурни и редовни плати. Во некои исплатата доцни со денови и недели, а во некои со месеци. На долгогодишните проблеми со наплатата, загубите на вода, презадолженоста и превработеноста, сега се надоврзаа и енормно високите сметки за струја и репроматеријали, што ситуацијата ја направи крајно нестабилна и неизвестна. Во регионот со проблеми се среќаваат сите јавни предпријатија. Проблеми со редовна исплата на плати досега имаше во Делчево, Виница и Карбинци. Со оглед на веќе познатата состојба во јавните предпријатија, ЕПП Плачковица во периодот се соочува со блокирана сметка поради натрупаните долгови од минатото и со самото тоа се соочуваме со доцнење на една плата на вработените. Во овој период сме во преговори за подмирување на долгот поради кој се блокирани на рати и со самото тоа и деблокада на сметката. И во оваа календарска година се надевам дека ќе го надминеме сето тоа, со самото тоа и ќе се нормализира редовното исплаќање на плати на вработените. Во Кочани плате се исплаќаат редовно, но поради натрупаните долгови и потребата од штедење, Советот изгласа меморандум за нови вработувања. Од друга страна, председателот на регулаторна неодамна изјави дека состојбата во јавните предпријатија е тешка, но се настав дека менаџерите малку прават за надминување на состојбата. Јавните комунални предпријатија се соочува со реален проблем, ама за жал не чув ниту еден предлог и од овие јавни комунални предпријатија како тие би ја подобриле својата ефикасност за работа. За сега, иако тешко и со огромни проблеми, исплатата на плати во другите јавни предпријатија се одвива редовно. До сега јавното предпријатие ИСР редовно исплаќа плата на работниците, односно се функционира во најдобар ред. Тоа го правиме значи со голем напор, со труд на овие работници кои што се овде, кои што работат на овие потези, за да обезбедиме средства редовно да исплаќаме платата. Во сите јавни предпријатија во регионот, вкупно 11 на број, има околу 1000 вработени.